За почеток, имајќи предвид дека сме во пресрет на 2024 година, мислам дека е интересно да се погледне целокупната слика на светот и главните геополитички трендови. Генерално земено, живееме во период на транзиција во нов, мултиполарен, наспроти стариот западен униполарен свет, со целосна спротивставеност на учесниците на тие два света. Во тоа на крајот на ноември директно можеше да се увери и македонската јавност при одржувањето во Скопје на 30-тиот министерски совет на ОПСЕ, Организацијата за европска безбедност и соработка. Начинот на кој се одржа овој состанок со почетна неизвестност дали ќе му биде дозволено на Сергеј Лавров да присуствува на состанокот како министер за надворешни работи на Русија, земја која е членка и еден од основачите на ОПСЕ, како и резултатите што се постигнаа, односно не се постигнаа, покажа дека светот повеќе не е под превласт на Западот и дека мултилатералните структури на тој досегашен западен униполарен систем се во сериозна криза. Мултинационален, мултирелигиозен, мултикултурен, мултицентричен, мултицивилизацијски национален БРИКС е најасен пример за тоа. БРИКС е структура која многу се разликува од западниот хегемонистички систем со механизмот за одлучување без лидер и диалог меѓу еднаквите. БРИКС никогаш нема да биде антизападен, туку ќе биде градител на незападен свет и агенда. Денес, најголемиот демографски и економски дел од фрагментираната структура на нашата планета е токму формирањето на БРИКС. Проширувањето на БРИКС со себе донесе многу можности и предизвици, а оваа експанзија беше неизбежна. Сваќајќи ја оваа вистина и духот на времето, лидерите на БРИКС ги вклучија исламската цивилизација и земјите од Блискиот Исток меѓу оние кои ќе ја градат иднината. Така, групата БРИКС го зазеде своето место на светската сцена без експлоатација, колонизација, поробување и геноцид, за разлика од она што го правеа САД и земјите од ЕУ во минатото. Оваа структура не е антизападна, но е незападен ентитет. БРИКС не го предизвикува Западот затоа што е миролюбива и конструктивна сила и представува платформа за меѓународна соработка со антиконфликтна мисија и визија која функционира врз основа на помирување. Каква заедница всушност е Европската Унија? Пред се, ЕУ не е ниту независен геополитички актер, ниту геополитичка сила. Геополитички попрво може да се дефинира како тигар од хартија. Годинашниот декемвриски самит на Европската Унија недвосмислено покажа дека Европската Унија е заедница на правила и процедури наместо на почитување на утврдени принципи и на меѓународно право. Ајде што нема објективни принципи и почитување на меѓународното право. Со последниот самит таа дури покажа дека има не двојни, не тројни, туку никакви правила и процедури, кога на 14 декември Советот на шефови на држави и влади на Европската Унија одлучи да ги отвори пристапните преговори со Украина и со Молдавија, со што недвосмислено ја покажа својата вистинска суштина и намери. Треба да се има на ум дека Европската Унија не е ниту независен геополитички актер, ниту геополитичка сила, без оглед на тоа што Борел или фон дер Лајен си замислуваат. ЕУ е создадена за да ја исцеди моќта од земјите членки, да го еродира нивниот суверенитет, така што тие никогаш нема да станат закана за интересите и моќта на Соединетите Американски држави. Како резултат на тоа, Европската Унија не е поголема од збирот на незините делови. Таа е геополитички еквивалент на црна дупка. Се подразбира дека елитата на Европската Унија ги дели карактеристиките и неолибералната идеологија на транснационалните елити на изворните предсе во Лондон и Њујорк. Би било наивно да се очекува дека како таква Европската
елита ќе ги брани европските интереси. Доказ за тоа е дека земјите од еврозоната, кои пред 15 години има бруто домашен производ од нешто повеќе од 13 билиони евра, денес го зголемија за само 2 мизерни билиони евра. Додека САД речиси двојно го зголемија својот бруто домашен производ од 13,8 на 26,9 трилиони евра и покрај помалото население. Според Financial Times, во долари економијата на Европската Унија сега е 65% од економијата на Соединетите држави. Тоа е помалку за 91% споредено со соодносот во 2013 година. Американскиот бруто домашен производ по глава на жител е повеќе од 2 пати поголем од оној на Европа, а јазот продолжува да се зголемува. Европската Унија брилјантно работи за Соединетите Американски држави. Судејќи по се, светот и Македонија ги очекува турбулентна 2024 година со исклучителен интензитет на настани на политички, на геополитички и на воен план. Едно е сигурно, промената на глобално ниво од мултиполарен свет веќе се одразува на реално микро ниво и тоа како изразена нервоза кај американските англосаксонски глобалисти и атлантисти, кои заради продолжување на нивната целосна хегемонија предизвикуваат нови војни и воени судири на Блискиот Исток, во Газа и Јемен, што воено представува силен предизвик за инволвирање и на Иран. Од тука Западот, по неуспехот на војната што ја води против Русија преку Украина, прави се да ја интензивира борбата против новите мултиполарни центри на моќ, со цел да ја задржи својата доминација, вклучително дестабилизација на ситуацијата во клучните региони на планетата. Тоа од една страна. Од друга страна, 2024 година ќе биде година на избори во Русија, Соединетите Американски држави, Европската Унија, при што веќе е се поизвестно дека во Русија Владимир Путин ќе освои победа на претседателските избори, а дека либералните глобалисти ќе го напуштат кормилото на власта кај двата евроатлантски субјекта, Соединетите Американски држави и Европската Унија, што неминовно ќе се одрази и со промени во одделни држави на Европската Унија. Во 2024 година голема е веројатноста за промена и на владеачките партии во Соединетите Американски држави и Велика Британија. Контроверзите и немирите ќе растат, бидејќи обичните европејци и американци се разочарани од либералниот демократски систем. Во Германија во оваа смисла десничарските антиглобалисти од Алтернатива за Германија го зазедоа првото место во рейтингот на популарноста на германските партии. Германскиот народ е уморен од атлантистичката власт и копне по алтернатива. Значи, предстојната година ќе донесе промени во политичките арени и промени во политиката на национално ниво и на ниво на Европска Унија. По јуни 2024 година се очекува да има нов состав на Европскиот парламент, значителна промена меѓу постојните еврокомесари, можност за нов председател на комисијата и несомнено нов председател на Европскиот совет. Од неделата 20 јануари Скопје беше домаќин на состанокот на лидерите од регионот посветен на планот за раст на Западен Балкан, усвоен од Европската комисија. Да се подсетиме дека планот кон крајот на минатата година на балканска турнеја го представи председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и тој предвидува помош за државите од регионот од 6 милиарди евра за периодот од 2024 до 2027 година. Од нив 2 милиарди евра се неповратна помош, а 4 милиарди евра во поволни кредити.
Првиот и неизбежен заклучок беше дека помошта е условена и ќе биде исплатена ако земјите ги спроведат неопходните реформи. Меѓу целите на планот е создавање единствен регионален пазар и пристап до пазарот на Европската Унија. Поранешниот премиер Димитар Ковачевски пред напуштањето на функцијата и председателот на државата Стево Пендаровски ги примија лидерите од регионот и на работна вечера пред нивната понеделничка средба посветена на Отворен Балкан. Покрај лидерите од регионот на таа полутајна вечера на средбата присуствувала и помошник државниот секретар на Соединетите Американски држави за Европа и Евроазија Джеймс О'Брајан, како и синот на Џорџ Сорос, Александар Сорос. Изненадувачки, иако не се регионални лидери, на средбата присуствувале и Артан Груби и Али Ахмети. На вечерата Пендаровски и Ковачевски имале излагање во кое побарале помош од балканските лидери пред предстојните избори во Македонија. Состанокот во Скопје покажа дека Европската Унија дефинитивно нема намера да продолжи со примање на така наречени земји од Западен Балкан. Содржината на состанокот кажува за тоа. Цел е овие земји да се приспособат кон системот на Европската Унија, преку кој ќе може да бидат владеани од Брисел, но нема да имаат полноправно членство во догледно време. Инаку неразбирливо е зошто некој би истурал милиарди евра за држави во Западен Балкан, за кои од самата Европска комисија постои оценка дека степенот на корупција и криминал е на највисоко ниво. Присуството на Александар Сорос на вечерата, бледа копија на неговиот татко Џорџ, пак кажува дека цел е да се исполни замислата за ремоделирање на границите на овој регион, Вучич да го признае Косово, за возврат да ја добие Република Српска, Косово да се припои кон Албанија, а кога станува збор за Македонија, да ја исчезнат до крај. Ова е без преседан. Александар, синот на Џорџ Сорос, кој важи за некогашен играч на американско-британските тајни служби, и О'Брајан, како официјален представник на американскиот Стейт Департмент, заедно на полутаен состанок со македонскиот председател и премиер, договараат како двајцата да останат на власт со поддршка на сите политички партии на албанците, поради што на вечерата биле повикани всушност и албанскиот председател Еди Рама, косовскиот премиер Албин Курти и лидерот на ДУИ Али Ахмети и неговиот близок соработник Артан Груби. Бесрамно и без никакво достоинство македонското раководство се стави во понижена состојба барајќи договор како да им обезбеделе останување во фотелите од и бил загрижувачки високиот рейтинг што го имала опозиционата ВМРО ДПМНЕ. Ако ова е американска слобода и демократија и политички принципи, тогаш во право е Ноам Чомски кога вели дека западните демократии се само замаскирани тоталитарни, дури и поопасни од тоталитарните општества. Мора да се признае дека на глобален план имаме возбудлив почеток на новата 2024 година. Настаните во американската сојузна држава Тексас отвораат нови можни перспективи за светот за оваа година. Се чини дека светот повеќе не се плаши од американските глобалистички елити, дури ни еден Јемен. Последиците на вистина ја менуваат глобалната игра. Едновремено, масовните протести на земјоделците во повеќе држави на Европската Унија кажуваат дека револтот на земјоделците е пред се манифестација на политичката волја на оној дел од европското население што се спротивставува на диктатите на Брисел и глобалистичкиот картел. Во основа тие го представуваат конзервативниот дел од општеството. Едновремено НАТО се повеќе се приближува кон Русија, откако турскиот парламент го ратификуваше договорот за прием на Шведска во НАТО. Изгора на сите овие јануарски настани, генералите на НАТО ги повикуваат европејците да се подготват за војна со Русија.
Во последниве денови неколку високи функционери на НАТО ги повикаа европејците да се подготват за конфликт во украински стил со Русија. На ова му претходеше отварањето на патот за Шведска во НАТО. Имено на 24 јануари унгарскиот премиер Виктор Орбан му кажа на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг дека неговата влада го поддржува влезот на Шведска во НАТО. Еден ден претходно, на 23 јануари, турскиот парламент го одобри влезот на Шведска во Северноатлантската алијанса. По ова може да се очекува дека членството на Стокхолм во антирускиот воен блок ќе биде целосно официјализирано. Најверојатните последици од влезот на Шведска во НАТО вклучуваат поголеми шанси за ескалација на конфликтот Русија-НАТО поради недостаток на формален неутрален тампон меѓу Русија и НАТО во Скандинавија. Јас сум Емилија Гелева, а денес ќе се фокусираме на албанско-бугарската соработка како дел од планот за поделба на Македонија меѓу нив, во кој ДУИ очигледно има главна улога. Иако тоа е албанско-бугарски повеќегодишен сон, сепак не треба да се заборава дека таквата соработка е само дел од планот на глобалистичките атлантисти за бришење на државата Македонија од мапата на светот. Поради секојдневниот трескавичен наплив на нови мафијашки, коруптивни и криминални скандали од криминогените партии на власт ДУИ и СДС, јавноста, посебно македонскиот народ, до таа мера е атакуван, што веќе не реагира дури ни на обелоденување на важни за него настани. Се однесува како да има синдром на заслепен зајак, односно е парализиран како зајак кој ненадејно во ноќта е осветлен од фаровите на автомобил кој со незапирлива брзина доаѓа кон него. И наместо да избега, зајакот се парализира и останува прегазен на патот. Во оваа смисла, изјавата на Павле Трајанов дека така наречениот француски предлог, во кој за почеток на преговорите со Македонија е даден дополнителен услов од Европската Унија за ставање на шака бугари во македонскиот устав, е пишуван во мала речица од страна на ДУИ и бугарски представници и не бил никаков предлог на Париз, како што ни беше претходно представено. Вакво скандалозно тврдење на еден добро информиран политичар во секоја нормална земја би предизвикало бурни верижни реакции. Но бидејќи со ДУИ и безгласната буква СДС како чинители на крајно криминогенната и корумпирана влада, Македонија е се само не нормална држава, за ваква скандалозна работа во Македонија има целосен молк. Исклучок е соопштението за јавноста на партијата Единствена Македонија, во кое се бара расветлување на таквиот комплот меѓу ДУИ и Бугарија против Македонија, а тоа треба да го направат соодветните служби и државни органи и институции. Со тоа што од ДУИ нема никаков демант на тврдењето на Павле Трајанов, значи дека е точно дека ДУИ работела против Македонија и македонците на сметка на Бугарија, а нема ниту демант од Македонското министерство за надборешни работи и владата. Дополнително, нема никаква реакција ниту од фигурата Стево Пендаровски, кој прво рече дека тој немал поим за францускиот предлог, за пократко време да се пофали дека токму тој го составувал заедно со францускиот председател Макрон овој така наречен француски предлог за почеток на преговорите за членство на Македонија во Европската Унија. Иако е сосема ненормално еден председател да работи против сопствената држава и народ, отежнувајќи го патот кон Европската Унија и уште да се фали со таквата своја активност. И уште, со францускиот предлог и двата протокола кои се дел од него, да ги прифати сите услови на Бугарија да станат и услови на Европската Унија во прв ред спорните историски прашања.
Од тука, кој всушност го пишувал фамозниот француски предлог? Судејки по се, сите од погоре спомнатите го пишувале исто толку колку што Љубомир Фрчковски на времето го пишувал така наречениот рамковен договор, за кој подоцна се објави дека американците му го дале текстот за тој да го спроведе во дело. Како што е случај и со Преспанскиот договор, а најверојатно и со Бугарскиот. Американците, впрочем, цел демократски устав им имаат треснато на маса на јапонците по фрлањето на атомските бомби врз Хирошима и Нагасаки, велејќи им: ова ви е вашиот демократски устав, та за ситни договори ич муабет да не правиме. Што се однесува до французите, би било смешно француските служби да не знаеле дека некој од мала речица му подметнува предлог текст на нивниот председател Макрон. Јасно е дека Соединетите Американски држави и Европската Унија се координираат околу такви рамки и текстови, а локалните поданици спроведуваат. Минорната антимакедонска партија Социјалдемократски сојуз толку никој не ја есапи, оти е толку многу предавничка и неспособна, што дури невалканите работи не ги даваат на извршување. Се наметнува и прашањето исто така, што работат разузнавачките и други надлежни македонски служби и како може да се дозволи бугарски чиновници и дуи да се состануваат во мала речица и да договараат спроведување на ваков документ кој е против македонците и всушност против зачленувањето на Македонија во Европската Унија. Денеска тема е интервјуто на рускиот председател Владимир Путин со американскиот новинар Такер Карлсон, кој разбирливо предизвика огромен интерес во светот. Само за 3 дена по емитувањето на 8.2.2024 година, интервјуто го виделе околу 1 милиарда луѓе, што досега не се случило во историјата на новинарството. Најкратко, рускиот председател Путин ја употреби најмоќната бомба, вистината, која судејки по се има поразорна моќ дури и од една нуклеарна бомба. Им кажа гласно, јасно и во лице на глобалистичките атлантистички либерални елити дека сакаат да го владеат светот со лаги и манипулации, но и дека така не можат да се однесуваат кога е Русија во прашање. Во суштина, интервјуто е уште еден од многуте досегашни обиди на рускиот председател Путин со фино, со арно да ги вразуми западните политички и владеачки глобалистички елити да се откажат од желбата за уништување на Русија и од нивно целосно владење со светот, односно да соработуваат и да градат нормални односи со Русија со цел развивање на светот во целина. Ова интервју, без оглед на релаксираниот разговор и добро расположен Владимир Путин, е пред се силен аларм дека со либералните атлантистички елити светот е пред сериозна закана, реална и недалечна закана од нуклеарен напад под лажен предтекст од руска закана, што ќе предизвика конфликт од големи размери. И покрај тоа што Путин повтори неколку пати дека тие немаат намера никого да напаѓаат, Белата куќа веднаш по интервјуто им препорача на американците да не веруваат во ништо од тоа што кажува Путин во интервјуто со Такер Карлсон. Иако сигурна сум дека вистинските американци, за разлика од соросидните либералистички демократи, добро знаат и имаат ум да оценат во што да веруваат.